Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Интеграцијата на Македонија и регионалните предизвици дел од обраќањето на претседателката Силјановска-Давкова пред Генералното собрание на Обединетите нации. Филипче ја презентираше резолуцијата до 10 февруари усвојување на уставните измени, неприфаќање на идни условувања со идентитетски прашања. Проработа радарот на Скопскиот аеродром. Вториот, стар 30 години, ќе биде заменет со нов. Секој 10 жител на Трубарево има здравствени проблеми, покажа пулмолошкиот скрининг кој продолжи и денеска. Од утре нови построги сообраќајни казни, на пешачки се забранети слушалки и мобилни телефони, построга контрола и на електричните тротинети. По тема на денот анализа на резолуцијата поднесена од СДСМ и дали има можност таа да биде прифатена и адаптирана од владачкото мнозинство. Наш гостин Владимир Божиновски. Останете со нас, почнувам. Председателката на државава попладнево се обрати пред Генералното собрание на Обединетите нации, упати пораки за глобалните теми, но и за регионалните прашања, особено во контекст на предизвиците на евроинтегративниот пат на земјава. Александар Спасовски известува. Александар, кои се пораките на Гордана Силјановска-Давкова? Македонската интеграција со години е попречувана од субјективни и националистички барања, рече председателката Гордана Силјановска-Давкова во своето обраќање на 80-тото Генерално собрание на Обединетите нации. Таа рече дека уставните измени се наметнат услов кој бара од земјава да се откаже од своите клучни белези, културниот и јазичниот идентитет. Имаме дел од нејзиното обраќање. Геополитичката раседна линија минува и низ регионот на Западен Балкан. Процесот на македонското пристапување кон Европската Унија веќе 20 години е континуирано попречуван, но не врз основа на објективните копенхагенски критериуми, туку поради субјективни националистички причини. Најновиот ЕУ услов за почеток на нашите преговори е нова наметната промена на Уставот. Уставот, како лекс супериор и општествен договор меѓу граѓаните во Русова смисла на зборот, е највнатрешното прашање на секоја држава. Нашиот устав предвидува 4 предлагачи на измени: председателот на Републиката, владата, најмалку 30 пратеници и 150.000 граѓани. Јасно е дека овластен предлагач на амандмани не може да биде наш сосед, ниту Европската Унија. Укажувам дека условувањето на почетокот на преговорите со нови уставни измени повторно ги отвара прашањата за историјата, културата и јазикот, за кои бевме убедувани дека се затворени со Преспанскиот договор со Грција. Конечно, со конститутивните акти ЕУ себе си се дефинира како единство на различности и се обврзува да ги почитува културната и јазичната различност, националниот и културниот идентитет, дигнитетот и интегритетот. Како е можно тогаш од нас да се бара со сосед да разговараме и преговараме за нашата историја, култура и јазик? Во свој одговор председателката потенцираше дека Македонија не сака спорови со своите соседи. Истакна дека држењето на Западниот Балкан надвор од Европската Унија, покрај тоа што го подрива нејзиниот кредибилитет, представува и сериозна безбедносна закана не само за регионот, туку и за цела Европа. Европскиот идеал останува наша најголема инспирација и стратешка аспирација. Како држава посветена на добрососедството и на регионалната соработка, не сакаме спорови со нашите соседи. Она што го посакуваме е да се интегрираме во Унијата, но без дополнителни и посебни услови и со зачувано национално достоинство. Предупредуваме дека по војната во Украина, блокираната евроинтеграција на Западниот Балкан не е само политичко, туку е безбедносно прашање. Со затворената политичка врата за земјите од Западниот Балкан и широко отворената врата за влијание на трети геополитички центри на моќ, иронично е Унијата да повикува на отпорност кон нив.
Во своето обраќање, шефицата на македонската држава испрати порака до Брисел дека ако сака да биде геополитичка унија, мора да го скрши оклопот на консензусот. Ја осуди агресијата во Украина и повика на мир на Блискиот Исток. Истакна дека во следната година, кога ќе се избира нов генерален секретар на Обединетите нации, крајно време е тоа да биде жена. По говорот на председателката продолжуваат и активностите на македонските делегации. Силјановски и Муцунски во овој момент заедно се на средба кај високиот представник на Стейт Департментот за европски прашања Брендан Харнахан, пошто ќе се најавени се серија билатерални средби. Муцунски треба да се сретне со делегациите на Узбекистан и со Кенија, со кои што подпишуваме одредени договори за соработка, како и со Министерството за надворешни работи на Либан, со кои што за прв пат воспоставуваме дипломатски односи. Доцна вечерва по американско време овде во Њујорк, македонската делегација организира и свечен прием по повод 30 години од воспоставувањето на дипломатските односи со Соединетите Американски држави, каде што е најавено и присуството на специјалниот пратеник на американскиот претседател Доналд Трамп, Ричард Гренел. Александар, ти благодарам за вклучувањето. Лидерот на СДСМ Венко Филипче ја представи резолуцијата за црвените линии, која од денеска ќе патува до претеничките групи во Собранието. Со неа тој дефинира јасни рокови за усвојување на уставните измени, најдоцна до 10 февруари идната година, предлага заштита од било какви барања и условувања поврзани со македонскиот јазик и дефинира обврска за државниот врв со писмо да ја извести Европската унија ако дојде до било какви непринципилни условувања во текот на преговарачкиот процес. Детали од Ивана Соколович Најдова. Преку 10 точки и времена рамка за спроведување на уставните измени најдоцна до 10 февруари следната година, опозицијскиот лидер Венко Филипче ја представи резолуцијата со црвените линии за македонските интеграции. Јазикот, идентитетот, историјата и културните особености се црвените линии за кои не се преговара, стои во текстот. Според временската рамка, владата и премиерот добија рук најдоцна до 25 ноември да ги разгледаат сите амандмани од 2023 за внесување на бугарската и други етнички заедници во уставот и да се изјасна дали остануваат на истиот текст или се предлага нов. Рок доби и Собранието до средината на декември да ја започне постапката за уставни измени, а најдоцна до 10 февруари да се случи и гласањето за менување на уставот. Истиот ден да се извести Европската унија дека завршена е врската за деблокада на процесот, а со тоа му поставува роки на Брисел до 15 февруари да се одржи меѓувладина конференција и да биде отворен првиот кластер темелни вредности. Дека владата на Република Северна Македонија и сите државни институции доследно се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската унија. И ова се нашите црвени линии. И сметам дека треба да бидат црвените линии на целата нација. Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка со ЕУ, вклучувајќи ги и уставните измени, со јасна определба дека е тоа последна пречка без прифаќање нови барања или прашања од билатерален и идентитетски карактер. Сите билатерални прашања со Бугарија ќе се решаваат во билатерални разговори и инструменти воспоставени меѓу двете држави на еднаква основа, без да се создаваат нови блокади на преговарачкиот процес. Наместо напуштање на преговорите доколку Бугарија постави ново вето како што побара пред еден месец, Филипче сега вели дека подобро решение е преку заедничко писмо на државниот врв да се известат европските институции дека е потребно безусловно почитување на јазикот, идентитетот и историјата како елементи за кои не се преговара. Ако сега седиме и се плашиме дека нешто можеби ќе се случи во иднина, еве гледаме дека ништо не се случува. Мислам дека ова подобра формулација, иако во некои од претходните резолуции има една таква формулација внесено, и сметам дека никој не може да се бори со нас на ова поле, ниту некој да интервенира во било кој од идентитетските одредници, јазични, културни, историски, ако ние сме обединети тука. Според СДСМ, резолуцијата е потврдена врз основа на сите достигашни стратешки документи, договори и иницијативи на Собранието и владата. Предлог резолуцијата ќе биде испорачена до сите партии за нивни предлози. Филипче повика на национален консензус за државните позиции по преговорите со Брисел. Повика да не биде злоупотребена за изборни цели. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија.
Премиерот накусо е разгледал резолуцијата поднесена од СДСМ и на документот има бројни забелешки. Од датуми, употреба на името, споменувањето на договорите со соседите наместо копенхагенските критериуми, најави дека земајќи оваа резолуција како основа, власта ќе подготви така наречена македонска резолуција која вистински вели ќе ги штити националните интереси. Обидува да се негира еден историски факт и да се каже дека македонскиот јазик бил официјален јазик во Обединетите нации од 2019 година. Тоа е една монструозна лага, посебно во годината кога славиме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик и неговото примање во Обединетите нации како официјален јазик на тогашната Југословенска федерација заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот јазик. Истовремено има неколку други фалсификати, а тоа е дека во 2005 година Северна Македонија не доби датум за почнување на преговори, туку доби Република Македонија. Има многу што да се даде како инпут и ние како ВМРО-ДПМН, како одговорна државотворна партија ќе направиме една вистинска резолуција, еве, како подлога ќе искористиме оваа резолуција и преку собраниските комисии после завршувањето на локалните избори ќе формираме така наречена македонска резолуција, која што ќе има за цел да ги штити македонските национални интереси, нешто што за жал за СДСМ видовме во минатото дека не постои, а мене ми е жал што и овој претседател на СДСМ, како и неговите двајца претходници, продолжува по таа патека да додека ужива на скапите јахти, смислува резолуции кои што имаат за цел да ги распродаваат македонските национални интереси. За резолуцијата во тема на денот Валентин Николовски анализира со Владимир Божиновски. Добро вечер, господине Божиновски. Ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам за поканата. Ја видовме предлог резолуцијата на СДСМ со црвените линии, конечно, најавувана веќе еден месец. Еве од ваш експертски аналитички агол да прашам, има ли нешто ново во неа, поразлично од претходните ставови и на СДСМ, па и на сите партии? Па нема, тоа се обидував да најдам нешто што на некој начин би дало нов поттик, можеби, за создавање на еден кохезивен став помеѓу сите политички актери, да не ни се повторува, да не ни се случува она што беше пред колку веќе 3 години, ако не се лажам, кога Ковачевски се обиде унилатерално да прифати тоа што сите останати беа против. Ја барем не можев да видам нешто што би било као новина или као подадена рака со цел, нели, да има некаков материјал, некаква подлога, некакви темели за создавање на еден унифициран став од страна на сите релевантни политички фактори. Интересно е што Филипче практично ги наброја сите претходни документи во кои се содржани овие црвени линии, да ги наречам, поврзани со македонскиот идентитет, но тоа што недостасува или што исчезна од предлогот, од претходната негова најава, е ставот за напуштање на преговорите во случај на ново вето или доведување во прашање на процесот на преговори со идентитетски прашања. Тој го замени со известување на институциите на ЕУ. Што мислите за една ваква, сега веќе блага формулација како закана? Тоа предпоставувам, они очекуваат дека ќе има вето, како што велиме сите. Знаете како, доколку Македонија продолжи да прифаќа све што и се сервира, буквално нема да имаме крај. Тоа беше најголемиот проблем, зошто сите, значи, повеќето луѓе, поголеме дел на експертската јавност исто така нема проблем со внесување, не знам, на бугари и уште неколку етнички групи во уставот. Имаме проблем со што потоа, затоа што премногу пати Македонија се изгоре. Целата претходна гарнитура на СДСМ, меѓу која што беше и Филипче, сегашниот лидер, под раководството на Зоран Заев и потоа на Ковачевски, секогаш одеа на варијантата на помал отпор, односно прифаќаа буквално се што им се нудеше. И тоа не донесе до никаде, буквално. Зашто смета дека сега продолжување на таквата политика ќе даде некој резултат или ќе даде некаков
некаков помак. Напротив, ова сега вие што го велите, всушност ја потврдува на наша предпоставка, кога велам наша, пак ја кажем, но поголемиот дел од луѓето кои што на некој начин ги пратат овие случувања и све она што е поврзано со македонско-бугарскиот спор, едноставно потврдува дека веднаш штом ќе се исполни и ова барање, нас не чека нешто ново. Проблемот е што тоа ни самите бугари, односно представници на Бугарија, не го кријат. Така да, многу е погрешно ако ние повторно се вратиме на нека матрица каде што од страна на СДСМ ќе се тврди дека само уште прифаќањето на бугарите во уставот и готово ние сме веќе членка на ЕУ. Не е точно. Во целиот текст чи нам најголем проблем е немањето предлог или механизам за повлекување на уставните измени во случај на бугарско вето, што значи што и да се случи, бугарите остануваат во преамбулата на уставот со сите стекнати права. Сега Филипче вели, никој немал проблем со вметнување на бугарите во уставот, а и да се случи тоа, ќе се направила дистинкција помеѓу тоа дека се работи за два различни народа. Каде е тогаш црвената линија? Каде е заштитниот механизам за кој што зборуваше во овие црвени линии? Па затоа и ви велам, значи повлечено е секаква можност за некакво, напуштање на преговори, повлечено е секаква можност за создавање на механизам со кој со кој би се повлекло тоа прифаќање на бугарите во уставот. Едноставно ние ќе прифатиме све на добра волја. Па ако има вето, а најверојатно ќе има вето, никому ништо, ќе продолжиме понатаму. Како што беше единствениот предлог досега одложено дејство на уставни измени, кој што некако гарантираше дека до крај на процесот нема да има вето. Тоа е веќе нешто друго. Значи тоа е веќе нешто со кое затоа ви велам дека никој всушност не е против прифаќање на бугарското малцинство во уставот. Затоа што и така веќе имаме повеќе етникуми, ќе се додадат покрај тоа, и хрватски, црногорски, еврејски, така натаму. Не е тоа проблем. Така. Тоа може би богатство на македонскиот устав, да кажу, и на Македонија како држава. Но проблем е што тоа е само следната препрека. Значи, ја поменувам и оваа препрека, односно прифаќаме, бидејќи за македонски услови очигледно поменување на препреката, прифаќање све што ќе ни се сервира, за да дојдеме до следната кривина или до следната препрека како сакат и потоа да имаме некои нови условувања. Да се вратиме назад. Со договорот за добро соседство ние всушност требаше да спречиме каква било понатамошна реакција на Бугарија, ако не подршка, барем не мешање во целиот процес. Ние доживеавме бугарите флагрантно да го прекршат тој договор и да кажете добро, ние така беше, но еве сега ние решивме дека ќе бараме уште. Да. Сега интересно е што во самата предлог резолуција има и рок за уставни измени, 15 декември прва фаза, 10 февруари нивно завршување, предвидена е дури и обврска за ЕУ за отворање на првиот кластер 15 февруари, нешто што по автоматизам следи во случај на вметнување на бугарите во уставот, нели промена на уставот. Како мислите дека ќе реагира мнозинството, па и дело од опозицијата на овој пакет што го нуди Филипче, иако вели дека е отворен за предлози промени? Никако. Кога би бил некој политички чинител, ја воопшто не би го ни разгледал овој документ, затоа што пак ќе кажам, нема ништо ново. Тоа што го говореше Ковачевски пред 3 години е во овој документ. Навистина не, може грешиме. Нека излезе некој представник на Социјалдемократскиот сојуз или нека излезе Филипче и нека ни објасни на сите што е ова поразлично од она што го бараше Ковачевски кога потпиша пред 3 години, дека ние све ќе прифатиме бланко. Сега на една страна ако го ставиме тоа, на друга страна изјавата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта среде Софија, кој рече дека Македонија треба да добие гаранции, дека освен тоа што е договорено во преговарачката рамка, повеќе нема да има блокади на евроинтегративниот пат, дека процесот ќе има предвидливост. Какви гаранции од кого може да дојдат? Ќе видиме, значи прво да ги видиме предлозите, па потоа ќе коментираме. Неблагодарно ако сега ние даваме некакви предлози или што би било кога било, да видиме што ќе биде на маса. Јас затоа велам, сите во Македонија
и експертската јавност, и општата јавност, и политичките партии од власт и од опозиција сакаат да ја видат Македонија како дел од Европската унија. Но никој од нас не е или барем повеќето од нас не се подготвени да се жртвуваат самата државност. Ова наблегува во уништување на самата државност на Македонија, бидејќи ако вие се обидете да го негирате македонскиот народ и све она што е поврзано со тоа, вие негирате всушност македонската држава. Суштината на македонската држава е македонскиот народ. Значи, затоа дај да видиме каква ќе биде понудата. Ја мислам дека секој од нас со задоволство ќе прифати некаков компромис каде што ние ги прифаќаме бугарите во уставот, но од друга страна ние добиваме некакви, да ги крстиме, гаранции за, не мора ни толку силен збор да се употреби, но некакви би рекол, некоја потврда за предвидливост на процесот. За дека не предвидливост на процесот, него станува не мешање, не вклучување на суштински национални прашања во преговори за ЕУ кои што немаат никаква поврзаност со тие национални прашања. Тоа е она што и треба на Македонија. Дали заклучок на самиот Совет, значи највисокото тело на Европската унија, би бил доволна гаранција според вас? Заклучок? Друг документ, не знам каков би донел искрено не Советот на Европската Треба унија. да видиме, затоа што ако и текно имаше една тотално необрзувачка резолуција која требаше да ја прифатена од Европскиот парламент, предувавме во заден момент беа повлечени македонски јазик и не знам. Европскиот парламент на страна, Европскиот Совет е сепак тој кој што Европскиот, но сепак тоа покажува всушност колку е некој заинтересиран или незаинтересиран за Македонија, она што и се случува на Македонија, затоа што ако некој има повеќе отстапки од Македонија со кое што покажува својата желба за членство во таа организација, јас не можам ниту приближно некоја друга земја да ја посачам за све она Македонија што беше принудена да го истрпи. Ние го поштавме нешто пат пред 25 години скоро за постојано да имаме некакви сопки. Дури кога Грција го тргна ветото, Франција ни стави вето. Зошто Франција ни стави вето? Требало да се смени нешто. Баш на Македонија, на државата која што само што го смени своето име. И после добивме бугарско вето. Многу луѓе кај нас се скептици дека Европската унија всушност сака да ја види Македонија во ЕУ. И затоа меѓу другото ни треба некаква потврда со која што ќе се покаже добра волја и од таа страна, бидејќи постојано се бара покажување добра волја од наша страна. За возврат немаме ништо. Сега премиерот Мицкоски на брифингот со новинарите рече дека по нова година очекува забрзување на диалогот со Софија со цел решавање на спорот. Дали според вас тоа можно според изборите? Овде како додадам дека најави ангажман најмалку на една влијателна европска земја во процесот, кој би можел да се ангажира? Еднаш понудата од Виктор Орбан, од унгарскиот премиер, беше одбиена од Софија. Кој би можел да се ангажира? Секој кој што смета дека на вистина на Македонија е местото заедно со останатите држави на Европската унија и дека нема овој простор да остане така наречен Западен Балкан како некоја дупка околу која што како ќе бидеме вметнати како во некаков принуден затвор, особено со оние најави сега и за дополнителна проверка на граници така натаму. Значи од една страна вие немате граници, од друга страна правите све да им отежните на тие луѓе во таа колонија така наречен Западен Балкан да им го отежните самото движење. Она што јас кога би бил јас оптимист? Би бил оптимист доколку и САД реши да се вклучат како олеснувачи. Тогаш навистина би бил веќе оптимист. Затоа што ако има од она минато искуство што го имаме со сите политички процеси на Балканов, па и во Европа, генерално доколку САД се вклучат, тогаш има надеж дека наистина може да се заврши работата. Ако САД не се вклучени, тогаш вообичаено се компликуваат работи. Дека темата евроинтеграција, претходните најави, ќе имаат влијание на кампањата, па и на резултатот од локалните избори. Ова се што се прави сега. Не.
Искрено не верувам. Не верувам, затоа што, видите, веќе ставот на јавноста е веќе јасен. Македонија сака да влезе во Европската Унија, но Европската Унија треба да покаже дека сака од нејзина страна ние да го започнеме и да го завршиме тој пат. За локалните избори мислам дека ќе бидат многу други теми позначени. Се разбира дека би било за поздравување доколку навистина после нова година се засилат напорите со цел да се најде некакво решение. Заемно решение. Ја пак морам да повторам бидејќи за жал во изминатите 7 години од претходната власт ние не бевме научени на взаемни решенија, туку бевме научени на прифаќање само на одредени барања кои што доаѓа од сите страни. Еве за крај, ако може анализа или коментар на последната изјава на лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој повторно го поврза евроинтегративниот процес, кој што ако остане закочен, половина од македонските граѓани ќе се приклучат кон Албанија, половина кон Бугарија. Да, ова ми е повеќе дежаву на, не знам, 2003 година, 2004. Мислам дека не е овој муаве за 2025 година, искрено. Така. Ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Проработа радарот на Скопскиот аеродром. Вториот, стар 30 години, ќе биде заменет со нов. Секој 10 жител на Трубарево има здравствени проблеми, покажа пулмолошкиот скрининг кој продолжи и денеска. Радарот на Скопскиот аеродром од утрово повторно е во функција. Од МН велат дека стручните служби 3 дена деноноќно работеле на отклонување на дефектот и дека безбедноста на сообраќајот не била нарушена. Министерот за транспорт праша зошто се уште се користи 30 години стар радар, кога новиот стои неотпакуван. Најави одлука на владина седница во вторник за негово монтирање. Радарот на Скопскиот аеродром од утрово повторно е функционален. Директорот на МНА вели дека изминатите 3 дена стручните служби деноноќно работеле радарот да биде ставен во функција, со оглед дека тимот од Италија кој требаше да помогне во надминување на проблемот во Скопје пристигнува денеска. Ристевски вели дека изминатите 3 дена колку што траеше поправката на радарот, воопшто не била нарушена безбедноста на Скопскиот аеродром. Вчера во 16:40 часот стручниот тим на МНАФ успешно го отстрани дефектот и ја врати радарската глава во функција. Значи тоа се случи вчера. Меѓутоа, истата до денес 25.9.2025 до 12 часот подлежеше на низа тестови кои што се стандард при вклучување на таков уред во самиот систем за контролирање на воздушниот сообраќај. За временскиот период, додека радарската глава Банјски рид беше нефункционална, апсолутно во ниту еден момент безбедноста на воздушниот сообраќај не беше доведена во опасност. Проблем стар 30 години е решен во рекордно време од само 3 дена, вели и министерот за транспорт. Николовски прашува зошто се користи радар стар 3 децении, за кој веќе не се произведуваат ниту делови, додека нов радар скапува во депото на Скопскиот аеродром. Зошто тој радар е стар 27 години? За истиот престанале да се произведуваат делови пред 7 години, односно на 20-та година од инсталирањето на радар, веќе не се произведуваат резервни делови и навистина е нарапна чудо како успеавме да најдеме резервни делови. И во исто време да прашам зошто претходната влада на СДСМ не го инсталираше, не го монтираше целосно новиот радар кој што е пристигнат во Скопје од компанијата Леонардо и стои немонтиран. И еве да најавам дека на следната седница на влада, во вторник, ние ќе донесеме одлука со која што ќе пристапиме кон монтирање на радарот. Раководството на МНАФ уверува дека изминатите 3 дена Скопскиот аеродром функционирал редовно, без задоцнување на летовите и со капацитет од 4 слетувања во 1 час, што е вообичаено за овој период од годината. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Секој 10 жител на Трубарево кој вчера бил прегледан од специјалистите пулмолози има здравствени последици за кои ќе треба да направи понатамошни испитувања. Скринингот продолжи и денес, а Министерството најавува дека ќе продолжи во етапи и во следниот период. Од 111 прегледани жители на Трубарево после големиот пожар, вчера 11 се испратени на дополнителни испитувања на пулмологија. Лекарите од клиниката кои го вршат скринингот, кај нив забележале поотежнато дишење, стегање и свирежи во градите.
Значи тоа се пациенти кои што претходно имаат хронична респираторна болест, како астма или хроничната обструктивна белодробна болест. Дел од нив се пушачи и не ги земале редовно претходно препишаните лекови, така да нив ги упативме итно на клиниката за пулмологија да се јават и да се направат тие понатамошни диагностички процедури за да се процени нивната состојба и евентуално да се ревидира нивната терапија. Скринингот опфаќа клинички преглед, мерење на пулс, сатурација и проценка на витален капацитет, информираа од Министерството за здравство. И денеска имаше голем интерес од жители на Трубарево за превентивни помолошки прегледи. Повеќето беа повозрастни граѓани кои живеат во непосредна близина на изгореното складиште. После пожарот, луѓето од оваа населено место најмногу се жалат на лошата мириспа. Не се диши на сабајле на вечер, особено многу. Чувствувате ли некои тегоби? Да, главоболки понекогаш така. Првиот ден не остив, вториот ден остив нешто на гради, тешко дишење, а овие последни 2-3 дена па главоболка. Печење на очи, на нос, љутење, така, мирис тежок. Ужасно нешто. Се чувствува. Јас во моментот на пожарот бев на 150 до 200 метри. Кај мајка ми бев, имав нешто обврски, така да денот таму го преседов. На 2-3 пати излегов надвор, немам потешкоти, ама со самото тоа што допоручек да бев присутна на тој простор, сакам да се прегледам. Поголемиот дел од пациентите, освен печење на носот, печење на очите, печење во грлото, помалку стегање во градите, значи тоа се оние симптоми со кои што најчесто ќе се пожалат откако се случи пожарот за електронски отпад овде во Трубарево, така да тие поминуваат со едни општи препораки. Дел од пациентите кои што имаат веќе хронична болест, а немаат некоја позначителна тегоба, не им е влошена основната болест, за нив е препораката да се јават на редовна контрола кај матичен лекар и евентуално да се јават на пулмолог заради нивната основна болест, која што за среќа во моментот сега нема никакво влошување. Скринингот за населението во Трубарево се спроведува 2 дена, вчера и денеска на 2 пункта од страна на тимови од помологија. Од Министерството за здравство информираа дека сите службени лица, пожарникари, полицајци, припадници на ДЗС, кои биле вклучени во справување со пожарот, доколку имаат потешкоти со здравието, да се јават директно на клиниката. Александар Динев, Сител телевизија. Од утре на сила стапуваат построгите казни за сообраќајни прекршоци. Ке се казнуваат и нови дела, како преминување улица со слушалки или мобилен телефон во раца. Построго ќе се санкционираат и оние кои управуваат електрични тротинети спротивно на сообраќајните правила. Детали од Тамара Дичовска. Доколку од утре дури поминувате улица, користите слушалки или пак мобилен телефон, ќе бидете казнати од полицијата со 40 евра. Доколку пак се велосипедист, возите електричен тротинет или пак мотора, користите електричен уред, ќе бидете казнати со 50 евра. Овие нови измени спаѓаат во законот за сообраќај на патиштата. Одночи на велосипеди, мопеди, мотоцикли и електрични тротинети за користење на електронски уреди, слушалки на двете уши, телефони, таблети и слично, како и глобите за пешаци кои користат такви електронски уреди при преминување преку коловозот и велосипедската патека или велосипедската лента, стапуваат во сила 8-миот ден од денот на објавување во службен весник. Дел од граѓаните се запознаени со законот кој што стапува од утре на сила, но дел денеска првпат слушна. Велат ќе го почитуваат бидејќи не сакаат да бидат казнети, а е добро и за нивната безбедност. Дали знаете дека од утре доколку користите слушалки или мобилен, на поминуваат улица ќе бидете казнени? Знаеме. Как ќе го почитувате тоа? Па ќе видиме, сега ќе пробаме. Што мислите еве за овој закон, дали ќе ги подобри состојбата во сообраќајот? Па одма не, ама се надеваме дека ќе се подобри. Сега дознав. Да? И што мислите за законот? Па мислам дека е добар, за да можеш да служиш околината околу тебе, да не сме изгубени. Да, ми кажа од дома. Да, и што мислите еве за овој закон, дали ќе го почитувате? Па да, почитувале. Дека ние ќе сме казнети. Зашто да сме казнети? Ама не само тоа и за наша безбедност. Ништо, мислам дека се глупости. Зошто? Затоа што никој не може ништо направи ако има слушалки и дека вози. Ништо не му менува. Сега тоа е нов закон, мора да се почитува.
Според новите членови во законот за велосипедистите или пак оние кои возат електричен тротинет или мотоцикл, за време на возењето не смеат да користат слушалки, телефон или друг вид електронски уред, бидејќи би им се намалила можноста за реагирање и сигурно управување со возилото, како и стабилноста. Пешакот пак е должен, кога поминува коловоз или велосипедска патека, да се движи и преминува внимателно, без при тоа да користи телефон, слушалки или смарт часовник, бидејќи би му го намалило вниманието додека преминува улица. Македонија е една од првите земји од Балканот која го воведува овој закон. Во Косово од лани пешаците кои поминуваат улица, користат телефон или слушалки се казнуваат со 50 евра, додека пак во Бугарија се разгледува воведување на ваква мерка. Со новите мерки властите очекуваат да се зголеми вниманието на пешаците и возачите, а со тоа да се подобри безбедноста во сообраќајот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Вработени паркови и зеленило протестираа на две локации, пред градот Скопје и пред влезот на предпријатието, барејќи исплата на августовската плата и за останатите надоместоци. Од независниот синдикат велат дека ниту градоначалничката Арсовска, ниту директорот не одговориле на повиците за средба. Се најавува генерален штрајк и блокади од понеделник, ако утре до пладне нема исплата. Во меѓувреме, хаосот со сметот продолжува. Делумно испразнати контейнери, расфрлани вреки по тротоари, изцетоци и непријатна миризба низ повеќе општини. Вработени во паркови и зеленило протестираа во исто време на две различни локации. Едните пред град Скопје, другите пред влезот на предпријатието. Сите побараа исплата на платата за август. Од независниот синдикат вела дека испратиле неколку дописи до Арсовска, но не ги примила на средба. Не успеале да го исконтактираат ниту директорот. И покрај тоа што подпишане спогодба и колективен договор на ниво на работодавач, се уште не се исплатили не само платата за месец август, туку и регрес за 2022, јубилејна награда од 2022 наваму, потоа имаме новогодишни награди кои што не се исплатени, иако беше договорено да биде тоа сукцесивно. Значи роковите помина одамна. Од Суткос пак даваат рок до утре на пладне. Ако не добијат плата, од понеделник ќе стапат во генерален штрајк и блокади. Од друга страна, проблемот со ѓубрето останува нерешен. Сител и денеска направи обиколка низ повеќе општини, а сликата беше ужасна. Дел од контейнерите беа испразнети, но вреќите со ѓубре што луѓето ги оставале по тротоарите, бидејќи внатре немало место, се уште стојат. На неколку метри од таму обратна ситуација. Депониите наоколу се делумно исчистени, но контейнерите се преполни. И пак нема каде да се фрли отпад. Дополнителен проблем е и седокот од кој се шири непријатна миризба. И развлечените кеси од животни кои бараат храна. Рој, муви и оси летаат околу сите контейнери. Од Сдруженијето на млади правници утврдиле дека комунална хигиена постапува спротивно на законските одредби. Ја загрозува јавната хигиена и животна средина и ги повредува правата на граѓаните кои плаќаат за услуга што не ја добиваат. Ние поради тоа и ја поднесовме иницијативата за вонреден инспекцијски надзор во текот на вчерашниот ден до комуналните инспектори во градот Скопје, затоа што тие имаат надлежноста да вршат инспекцијски надзор над комуналното предпријатие и бараме од нив да излезат на терен или да направат увид во документацијата, односно да ги утврдат, да ги преземат сите активности кои се потребни за да утврдат што точно и зошто тоа се случувало и да ги применат сите можности и сите прекршачни санкции кои им стојат на располагање согласно законите. Ниту од градот Скопје, ниту од комунална хигиена. До сега немаат испратено известување која е причината што не се собира сметот. Мартин Арсов, Сител телевизија. Скопско Вајс е првото пченично пиво создадено во Македонија. Менеджментот на пивара Скопје вели дека со оваа новина се отвора ново поглавје во пивската индустрија, да се следат светските трендови, но и да се остане верен на традицијата. На пазарот ќе биде достапно во пакување од половина литар во стаклена амбалажа и лименка. Ово пиво е резултат нашeg знања, искуства, традиције, strasti, ali isto tako našeg tima ljudi koji ovdje rade i koji su uneli sebe i svoju emociju u to da napravimo jedno novo pivo koje će da inspiriše potrošače, da im ponudi novu priliku da probaju nove ukuse i inovacije koje dolaze iz naše pivare. Mi pratimo globalne trendove, ali isto tako smo verni našoj tradiciji. Ovakve inovacije nam pomažu da inspirišemo celu pivsku industriju, gde smo preko jednog veka pokretač industrije
i želimo sa naše strane da odgovorimo potrebama potrošača. Преспанското езеро забрзано старе, аларм за екосистемот под зголемени антропогени притисоци и климатски промени. На панел дискусијата Здрава средина, здрав живот во рамки на кампањата Преспа разбуди се за чиста средина, пораката е јасна. Заедничка акција од граѓаните и институциите е клуч за спас на езерото. Состојбата со Преспанското езеро кое забрзано старе е алармантна. Засилените антропогени притисоци во регионот подржани со климатските промени се одразуваат негативно врз водениот екосистем, како врз квалитетот на водата, така и врз биодиверзитетот. Директорката на Хидробиолошкиот завод Тасевска потенцира дека неопходен унифициран мониторинг од македонска, грчка и албанска страна за да се спаси овој екосистем. Сите три земји се соочуваме со истите проблеми. Неконтролирано искористување на водните ресурси, без разлика дали се работи за наводнување или од други потреби, неконтролирано искористување на агрохемиски препарати во производството на земјоделските култури и овоштарниците, секако проблемот со испуштање на нетретирани отпадни води во самиот реципиент Преспанско езеро и ред други закани кои што мора навремено и соодветно да се третираат од сите три страни. Со повлекувањето на нивото на Преспанското езеро се зголемува и бројот на инсекти кои може да бидат причина за некои заразни болести кои не биле карактеристични за овој регион. Процентот на малигни заболувања не е нешто над просечниот број на малигни заболувања на ниво на републиката, некаде се движи околу 250 годишно. Здравискиот институтот за јавно здравје вели дека главна цел е превенцијата, но неопходно е заселување во инспекцијскиот надзор и поголеми казни. Значи, иако ние како Институт за јавно здравје основната цел е превенција, сепак, значи, граѓаните се тие кои што ќе одлучат дали ќе ги применуваат тие мерки или не, но сепак треба, мислам, да имаме засилување во однос на законската регулатива. Од секторот за животна средина од општина Ресен пак настав дека се преземаат мерки. Ренџерска служба врши превентивна заштита на водите, се врши мониторинг, анализи и подигнување на јавната свест кај населението. Согласно тоа што ни ги дава како резултати од извршениот мониторинг, препорачуваме одредени мерки, активности кои произлегуваат од планот за управување со споменик на природа Преспанското езеро. На панел дискусијата Здрава средина, здрав живот беше посочено дека неопходна е заедничка акција која ќе трне пред се од самите граѓани, а ќе ја продолжат институциите од локалната и од централната власт. Нина Ритоновска, Сител телевизија.